Доста беа лаги и неправди, слобода за невините. Со вакви транспаренти измина протестниот собир во Кочани. Дел од присутните истакнаа дека има лица во притвор кои не се директно виновни за трагедијата и побараа да бидат пуштени на слобода. Особено слобода се бараше за членовите на обезбедувањето на дискотеката, кои, како што велат присутните, спасувале животи. Главната вина ја вперуваат кон сопственикот на Пулс. Ние сметаме дека треба да одговарат виновните, не сме овде за да не одговара никој од притворените. Таму добро, ако погледнеме и знаеме дека има и виновни, пред се виновен сопственикот на дискотеката. Кочанчани побараа праведна истрага, а за ваквата цел се очекуваат и други собири ширум земјата. Ниту едно демократско право на изразување на мирни, би кажала, собири, не можеме ниту сме во насока на тоа да го стопираме. Но исто така, повторувам дека повикуваме на разум, повикуваме на доверба во институциите дека ревносно се справуваме со сите состојби. Додека кочанчани бараат ослободување на дел од приведените, судот во градот ги одобри барањата на обвинителствата за сите осомничени да им биде одреден 30-дневен притвор. Меѓу нив се екс-министерот Крешник Бектеши, поранешните директори на Пазарниот инспекторат и дирекцијата за спасување Горан Трајковски и Беки Максути. Во притвор остануваат и тројцата градоначалници на Кочани, вработени во обезбедувањето, косопственици на дискотеката, вработени во повеќе институции, како и 7 полицајци од Кочани и Штип. Вкупно осомничени се 34 лица, но тројца не се во притвор поради здравствената состојба. Сите се сомничат за тешки дела против општата сигурност, а едно лице вработено во Министерството за економија се истражува за подкуп со кој била издадена лажната лиценца за работа на клубот. Од обвинителството, но и полицијата истакнаа дека ова била само прва фаза од истрагата и очекуваат списокот на осомничени да се проширува.